Денес конечно заврши главната расправа по предметот познат како тврдина 2. Ги изведовме сите докази, материјални и вербални, така што остана уште да се дадат завршните зборови пред да се заврши комплетно судењето. Како очекувате дека ќе заврши? Ние сме убедени дека ќе добиеме осудителна пресуда и токму и затоа го поднесовме обвинението. Имаме цврсти материјални и вербални докази. Сите докази се во прилог на теоријата на обвинителството, така што уверени сме дека обвинетите ќе добијат осудителна пресуда. Може ли мало појаснување околу доказите, бидејќи бевме на што точно се случуваше во тој дел? Видовме дека реагираше одбраната. Во која смисла? Па околу делот на барањата што им беа одбиени за дополнување на докази. Да, вака, од наша, да. Од страна на обвинителството беа приложени како докази, дополнителни докази во смисла да се потврди дека ова јавно обвинителство е стварно надлежно за овој предмет, односно дека се работи за предмет кој што е поврзан со незаконското следење на комуникациите. Ваквите докази беа прифатени од страна на судот и изведени во текот на доказната постапка. Одбраната од нивна страна имаше побарано како докази да бидат изведени дел од списите кои што се веќе уништени, со тоа што наведуваше дека истите треба да бидат прибавени од други организациони единици. Ние се спротивставивме на ваквиот предлог, имајќи предвид дека во конкретниот случај важно е дали се тие уништени и дали обвинетите ги уништиле, а не е важно воопшто дали постои таква втора или трета копија, затоа што за тие копии пак одговараат вработените во државните органи кои што се задолжени со таквата документација и од тие причини верувам дека и судот им го одби предлогот на одбраната, така што, како што кажа веќе, ја завршивме доказната постапка. Значи има копии од тие документи што се уништени на други места, на други локации? Видете, не би знаеле, можеби има, можеби не. На дел од нив со сигурност нема, затоа што се исклучиво документи кои што се создадени во рамки на одделот за оперативна техника при управата за безбедност и контраразузнавање. За дел од документите можно е да се најдат известни списи, меѓутоа тоа е од ирелевантно значење за овој предмет, бидејќи значајно е тоа што постапувано е од страна на службени лица спротивно на законските прописи. Во екстрадиционото барање што документи доставивте? Доставивте ли документи за предистражни постапки за Груевски, Бошковски, доколку ги има? И дали за овој случај ќе биде во екстрадиционото барање исто посечено? Да, значи од тоа што ние го упативме како барање, тоа се сите активни предмети во кои што се јавуваат обвинетиот Горан Груевски и обвинетиот Никола Бошковски, така што опфатено е и ова барање како барање, односно упатено е барање за екстрадиција и за овој предмет, како предмет каде што обвинетиот Горан Груевски се јавува. А предистражни постапки колку има? Предистражни постапки не можеме да коментираме, не можеме да дадеме податоци за предистражни постапки и релевантно е. Треба да имаме или отворена истрага или да имаме обвинение за да може да се бара екстрадиција, односно налог за апсење во таквите постапки. Одбраната смета дека станува збор за прекршок во однос на ништењето на архивскиот материјал. Зошто сметате дека тоа не е така? Често не треба како изјава. Вака, законот за архивски материјал во конкретниот случај е прекршен од аспект на процедурите кои што вработените се должни да ги почитуваат. Меѓутоа, значајно да се напомене е дека тука е повреден кривичниот законник на Република Македонија и спротивно на кривичниот законник се уништувани документи кои што се службена документација. Да докажеме дека е постапено спротивно на одредбите, всушност токму и заради тоа ги опишуваме сите повреди кои што се настанати на Законот за архивски материјал и во конкретниот случај морам да нагласам дека едно е кога постои прекршочна одговорност, меѓутоа сосем друго е кривичната одговорност и доколку некој стори кривично дело не може едноставно да го гоните за прекршок, туку секогаш се гони за построгото дело кое што го сторителот. Господи Рисерка, вие го водите случајот за бегството на двајцата. До каде е таа постапка? Немам таква информација, јас за Кој го води? Во која смисла за бегството? За помаѓа бидејќи министерот кажа дека во соработка со обвинителство. Видете, вие за тоа упативте барање до нас, како новинари ние ви одговоривме, така што остануваме на одговорот што ви беше даден, дека податоци за ниту една предистражна постапка не можеме да ви обезбедиме до моментот додека не бидат исполнети законските услови. Така и за овој случај. Ви благодарам многу.